И покрај сите прилагодувања на европски теркови и светски движења и раздвижувања, остана кај нас да отстапуваме од термините. И практично ова е, да знаете, планирано овие 10 минути плюс. Дополнителни консултации, последни разговори и така натаму. Уште еднаш, добре дојдовте за оние што сега се приклучуваат, или што во меѓувреме дојдоа. На втората поред станува традиционална дебата на самом ракомет и со наслов тема ракометот спорт број 1 во Македонија. Имаме четворица соговорници, доста плодна дебата на почетокот. Говориме за социјалните медиуми и генерално за пораките што ги испраќаат меѓу себе јавноста и спортистите, односно сите оние што се вклучени во организација на ракометните надпревари. Во вториот сегмент говориме за нешто што е веројатно, претпоставам, една тема која што трае откако постои организација на спортски настан, а тоа е развој и промоција. Во конкретниот случај се држиме токму за ракометот и говориме за тоа како се уште има услови за дополнителен развој, секогаш и во најдобрите и меѓу најзначајните постои, а овде кај нас имам впечаток дека особено постои простор да се развиваме дополнително во форма најрана возраст, училишен спорт, генерации кои што допрва доаѓаат. Им велиме добре дојде на Филип Миркуловски, Владко Тасевски, Горан Ѓоргоновски и Елена Мицковска. Забележавте и родово сме избалансирани, ги запазивме сите моменти и затоа предлагам да започнеме со во оваа ситуација Федерација на училишен спорт, односно практично гостин кој што може да говори за тие рани фази од развојот на спортистите. Мицковска, имаме ли, делиме ли впечаток дека она што го пренесувам јас во име на публиката и јавноста, дека се уште не сме оствариле голем дел од основните постулати во тие најрани генерации, значи говориме за училишен спорт, каде што можеме да наметнеме здрав спорт, здрава тема, а тоа е учество во ракометот во било каква форма пред се во нели таа играчка. Притискаме на копчето. Дали се слушаме? Одлично, добар ден и од мене. Најнапред би сакала да се заблагодарам на поканата да бидам панелист денеска. Да, ќе се согласам со вас дека сте и родово застапени. Јас како поранешен председател на Комисијата за родова еднаквост, навистина сум позитивно изненадена затоа што денеска на овој настан има колеги и колишки, спортисти и спортистки, спортски работнички и мислам дека сме на добар пат да покажеме и докажеме дека денеска е 21 век и спортот не е резервирано место само за мажите. Во спортот денеска има подеднаква компетенција за сите нас. Како спортист, поранешна репрезентативка во кошарка, нели не во ракомет, долги години спортска работничка, председател на Федерација на училишен спорт, председател на Федерација на училишен спорт на Македонија, но и долгогодишен професор во средно образование со 20 години искуство. Сметам дека сум компетентна да зборувам на оваа тема, да дадам свое видување со надеж дека ќе потпомогнам во развојот на спортот, особено за ракометот како спорт број 1. Во основното образование предметот физичко образование, спорт и здравје е условуван, во средното образование нели спорт и спортски активности. Одговорно тврдам дека со развојната програма од Министерството за спорт, практично преку Бирото за развој на образование, часот по физичко образование, спорт и здравје е застапен 3 пати во неделата, што мислам дека ќе се согласите вие во однос на сите позитивни практики од регионот, каде што предметот спорт и спортски активности или физичко образование, спорт и здравје го има првото место во однос на предметите во образованието и практично има секојдневна примена во распоредот на часови. Програмата која што се реализира, одговорно тврдам дека во ниеден момент некој спорт е помалку важен или некој спорт е повеќе важен кај нас професорите по спорт. Нашата задача е
подеднакво да ја спроведуваме програмата која што ни е зададена, а од друга страна да го приближиме секој спорт во најраната генерација, секој спорт кај учениците, за да можеме нели во иднина да они практично имаат избор со каков спорт сакаат да се занимаваат. Тоа значи дека ние професорите никогаш не маргинализираме било каков спорт, можеби јас сум поранешна кошаркарка, можеби Ѓоргоновски е поранешен ракометар, меѓутоа во образовниот систем нашата мисија и обврска е да секој спорт подеднакво го промовираме кај учениците, затоа што ние професорите се разбира дека сме првата алка во тој синџир каде што ги запознаваме учениците со спортот, нели го препознаваме нивниот талент, градиме здрави животни навики, каде што во иднина можеби нема да се занимаваат со професионален спорт, меѓутоа градиме здрава иднина која што ќе биде столбот на ова општество. Сега суштинско е прашањето и сакам да одговорам дека треба да се размисли можеби малку подлабоко во однос на ова прашање, затоа што покрај тоа што нели државата години наназад инвестира во инфраструктурата, да обезбедиме основни услови за реализација на часот, треба да бидеме навистина отворени по однос на ова прашање, затоа што за жал одредени училишта во нашата држава и немаат основни услови за работа, па наставникот по физичко образование, спорт и здравје најчесто го адаптира или го прилагодува часот по спорт, па тука и се отвара прашањето дали ние фаворизираме одреден спорт или пак маргинализираме одреден спорт, затоа што доколку наставникот ги има сите основни услови за работа и реализација на часот, а потоа има соодветна опрема од сите спортови, вклучувајќи го и ракометот, каде што нас ни е неопходно да имаме нели голови и ракометни топки, тогаш мислам дека ќе го доближи спортот до учениците, ќе даде подеднаква шанса да имаат право да се запознати со овој спорт. Но доколку наставникот ги нема основните услови за реализација на часот или за промоција на оваа наставна тема, наречена ракомет во образовниот систем, тогаш навистина оставаме впечаток дека ние наставниците фаворизираме одредени предмети. Ви благодарам. Благодарам Елена Мицковска. Владко Тасевски, јас следиме внимателно во овој случај колешката. Супер коректно, меѓутоа генерално ова остава многу простор за РФМ. Вие веќе имате и сте насочени, сте посветени на проектот каде што ракометот ќе го приближите на тие најмлади генерации. Меѓутоа, концептот на училишниот спорт е со нефаворизирање на спортовите и со немањето услови, остава едно широко поле за ваша работа. Добар ден, најпрво би сакал да ви се заблагодарам за вашето присуство. Ние како федерација, веќе една година откако функционираме како нова структура, имаме неколку цели кои што сакаме да пробаме да ги имплементираме. Се со цел развој и промоција на ракометот. Сите сакаме да кажеме дека ракометот е спорт број 1 во Македонија, но верувам дека тука сме сите ракометни спортски работници. Мораме да започнеме од најмалите категории. Примери има многу низ Европа, каде што има програми од ЕХФ, од ИХФ, од Светска и од Европска ракометна федерација, кои што треба ние да ги имплементираме. Затоа на нас ни треба многу добар тим, каде што ќе можеме да го направиме. Веќе со претседателката имаме разговарано за училишен спорт да направиме одредена донација од септември на основни реквизити во некои први како во неколку фази, на пример во првите 40 училишта да направиме донација на ракометни топки. Се со цел децата да се запознаат од најмали години да што е ракометот и дека нешто постои што може да играат со рака. 3 фази ја како што би ги видел како таргет: ракомет во градинка, мини ракомет и што повеќе категории во систем на надпреварување при РФМ. Моментално на нас најмлади категории за надпреварување се од 12 до 15 години. Во кошарката и во фудбалот мислам дека се почнуваат и од 8 години. Така некако. Нашата цел е за следна година да започнеме еден систем на надпреварување, секако да видиме дали ќе имаме доволно деца кои што се занимаваат моментално со ракометот, да ги имплементираме, да ги внесеме во некои регионални лиги, во мини ракомет, како што имаме разговарано со Ѓоргон, да започнеме да направиме една категорија помлади пионери,
За се со цел да може да ги внесеме во ракометот. Ракометот во градинка е проект кој што е поддржан од ЕХФ како дел од нивниот мастер план. Ние сме веќе во завршна фаза за нашата апликација. Ако го имплементираме тоа, целта на тоа е од 3 до 5 години, од 3 до 6 години дечињата во градинките да имаат 2 пати неделно по половина час чисто подавање со топка, чисто сликовница со ракомет внатре. Едноставно да знаат дека постои нешто друго освен телефони, фудбал, секако и кошарка. Нашата цел е да пробаме да го имплементираме тоа во тие 3 фази на раст на децата. Ако успееме да го направиме тоа, јас верувам дека ќе бидеме успешни. Благодарам Неделковски. Интересно на констатираните состојби на она што ние секојдневие, РФМ очигледно се обидува да излезе во пресет и да остави после повеќе простор и кај училишниот спорт и кај во Федерацијата на училишен спорт да се менуваат работите, условно речено и под принуда, односно со понуда. Па нека се и топки. Филип Миркуловски, координатор на машките селекции, еден широк диапазон на обврски во моментов, баре тоа нам така ни делува. За да дојдеме до квалитет, има една стара флоскула, вели, мора да има и квантитет. А тоа предпоставува пак дека ти треба да ги следиш не само во Данска првата селекција, туку и сите зад нив. Така, добар ден и од мене до сите присутни. Како што кажавте и вие, квалитетот, за да постои квалитет во една селекција мора да има и квантитет, според мене. Ние се стремиме со тоа да имаме што поголема база на ракометари. Во моментов, моје мислење дека е на завидно ниво, може уште подобро. Секој квалитет на една селекција мора да имаме и голема база на играчи, а таа база на играчи ќе ја створиме, како што речи генералниот секретар, доколку имаме што повеќе дечиња што се занимаваат со спорт. Сега, за да придобиеме што повеќе дечиња да се занимаваат со ракомет, треба да имаме што повеќе сали, а во моментов се Ѓорго најубаво знае, Горан Ѓорговски, дека сите селекции, сите клубови скори да кубурат со термини за да добија за ракомет, така да прво што треба да почнеме таа инфраструктура да ја подобриме. Тоа нормално носи време, треба време за тоа. Така да за секоја квалитетна селекција ќе ни треба што поголем број на деца и за да тренерите или спортските работници ќе можат што подобро да направат таа селекција и во иднина да имаме што подобри резултати и што подобра селекција во однос на ракометари и со таа селекција понатаму да се надоградува и селекцијата. Миркуловски, имам прашање веднаш за вас, тесно поврзано со се до сега што беше споменато. Младци се уште, меѓутоа долго памтиш. Сменета ли е сликата, сцената, представата во моментов во однос на оној период кога ти почнуваше пред 25 години? Имаме ли повеќе деца, имаме ли повеќе школи, имаме ли квалитет од сето тоа како последица? Па мислам дека е доста сменато. Јас кога почнав со ракомет, прво почнав со кошарка, што сите знаеме, ние кажуваме дека ракометот не е спорт број 1, но сепак мислам дека повеќе деца идат во фудбал и во кошарка, што можеби е нормално бидејќи тие два спорта се приступачни, можеш да ги играш во самото мало, како што почнав јас со кошарка. Така да јас почнав ракомет во училишен спорт. Мислам дека доколку не беше училишен спорт, немаше не да се бавам понатаму со ракомет, бидејќи кошарката ми беше као спорт број 1. Така да тоа е многу битно, децата ракометот да се воспостави во школите. Јас имав среќа мојата наставничка да биде ракометарка, со тоа да направи селекција во самото училиште. Така да и тоа е многу битно. Ја почнав им релативно касно, со 12 години ракомет. Сите знаеме сега се почне од 6, 7 до 8 години најкасно со ракомет. Затоа и ние понатаму можеби и касниме со тој развој на ракометари. Почнуваме многу подоцна од сите, скокаме некои елементи, така да тоа треба да ни биде приоритет. Децата уште во најрана можност
почна да тренираат ракомет, со тоа што само така можеме да ги стигнеме сите големи европски селекции понатаму. Така, благодарам. Горан Ѓоргоновски, познат по многу активности и улоги во последниве 20 на години, од играч преку учесник во ракометната игра. Во поново време препознатлив по флоскулата ракомет за секое дете, практично школа. Излегува дека и Федерацијата на училишен спорт и РФМ и неговите најпознати членови, највлијателни оперативци и така натаму се клучни. Меѓутоа, на крајот одново треба да се вратиме на базата на келијата, а тоа е секоја школа. Што предпоставува школа? Дали тоа во новото време во 21. век предпоставува организација која што е далеку од оние представи што ги имавме некогаш од пред 20 и 30 години? Дали е тоа сега покомплексно? Добар ден, поздрав до Виктор. Благодарам што ме смести во вакво друштво на пред се компетентни луѓе и луѓе кои што можат да решат за некои работи, проблеми кои што ги имаме, а треба да бидеме свесни дека ги имаме, затоа што ако не е така нема ни да ги решаваме истите. Многу работи спомна и претходните соговорници, особено генералниот секретар, па и Филип, и чепна некои работи кои што се важни за ракометот. Јас само ќе кажам дека овој облик на систем на тренирање, каже и Филип, не беше застапен на времето кога ние почнувавме да се бавиме со спорт, но беше застапен нешто друго, беше застапен на улицата и беше застапен тој така наречен скаутинг во основните училишта од страна на професорите. Тоа е една тема која што можеби и соговорничката може понатаму да каже како ние да најдеме начин да ги стимулираме и да ги поттикнеме професорите, наставниците, односно, да имаат интерес да го препознаваат афинитетот или талентот кај децата, затоа што не е неважно. Слушнавме како Филип Миркуловски, значи една икона македонска, дошла во ситуација да тренира ракомет благодарение на професорката. Значи малку можеби се трнав од темата, но овој систем кој што ние го работиме во моментов во Скопје е, морам да кажам, недоволен, без разлика на она што некој ќе го каже дека е и квалитетен и е обемен, можеби за некои ситуации, не за Скопје, не е доволен, а ќе се надоврзам на она што го кажа генералниот секретар и да го поздравам она што го работат и како федерација последната година, затоа што сепак се премалку на оваа позиција, имајќи предвид состојбата во која затекна во однос на работа со оваа група на деца. Мора да признаеме дека никогаш претходно никој не чепнал, не загребал на оваа тема во однос на Националната федерација. Овие се први обиди и е за поздрав тоа, но на тоа што го кажа Владко, па некако не, можеби ненамерно се наметна изјавата на Миркуловски дека ние можеме да го промовираме ракометот, но се наметнува прашањето каде тие деца, кога ќе го испромовираме, видовме во Богданци пред некој ден што се случи, каде тие деца кои што ќе пројават интерес, потоа можат да продолжат. И дополнително на тоа уште две работи. Со кого тие деца ќе работат во сала? Дали се доволно, дали имаме доволно апдейтирана струка за тие категории? И дали тие деца, кроз процесот на тренинг, можеме да им дадеме адекватен број на надпревари да ги задржиме во сала. Затоа што тоа е еден синџир кој што е поврзан помеѓу себе и верувајте дека децата доаѓаат во сала да играат ракомет. Не влегува дете во сала за да тренира ракомет, него тоа сака да игра ракомет. А ти му наметнуваш да тренира ракомет. Тука има уште неколку теми кои што сега нема да ги чепнам за да не ја ширам работата до таа мера, но главната поента ми е дека бавејќи се со маркетинг долги години, тоа исто како да промовираме производ, значи не сакам да се свати во лоша конотација, него само го детектирам како проблем со кој ќе се соочиме ние. И во Богданци, и во Велес утре, и во Скопје, еве ќе се соочиме во аеродром, како општина, кај што ние сме блокирани со деца.
како Карпош, како општина кај што сме блокирани со деца, зборам како школа. Значи ќе дојдеме во Скопје да направиме каравани, ќе ни се случи да на Гора, на професорот Јаковче, на професорот Злате кои што се тука тренери од нашата школа, да им се јави родител вече, јас бев на караванот, детето сака, гледаш европско, сакам да почне, сега не може, зашо? Па немаме место. Значи ние ќе се соочиме со проблемот кој што го имаме, а тоа е да немаме доволна инфраструктура и да немаме доволен, сега веќе да немаме и доволно кадар, јас сакам да кажам нормален, затоа што тоа е педагошка работа, психологија, социологија, помалку ракоме, да ние се соочиме да немаме како да ги примеме. Така да, секако, инфраструктура не се решава за една година. Инфраструктура, овој караван, ова промоција, таа промоција во градинките, можеш да ја направиш и на краток период можеш да ја организираш и мини лигата, но инфраструктурата не е ни главно задолжение на федерацијата до некаде. Значи мора да признаеме дека тоа е веќе задолжение на државата, но федерацијата со својот идентитет е тука да го турка тоа кај луѓето што одлучуваат. Така да скратам, покрај тоа што ние од една страна имаме проблем, ова алфа генерација да ја внесиме во сала, имаме проблеми да ја задржиме затоа што тие бараат сега и одма веднаш да се случи нешто. А што е тоа што ќе се случи? Па јас сега во моментов кога ќе почнам, одма да почнам да играм. Така. Сега тоа во моментов колку е возможно, ние како проект се трудиме да имаат тие деца 6-7 турнири во годината, кај што нели ќе им дојдат пеперутки во стомакот, ќе излезат пред јавност, излезат пред своите роднини, пред своите пријатели, да одиграат неколку надпревари, секако, пак ќе кажам, тоа не е на доволно ниво, но рамката која што ни е поставена како држава, тоа го овозможува во моментот. Да резимирам тука, мора да се размислува како да, од тука ќе кажам дека како феномен Скопје е со најмногу клубови во државата, нормално, и со најмногу клубови кои што имаат па и сериозни услови, Вардар, Алкалој, Бутел, Пролет, никој од нив нема во моментов огранок кој што или нема база која што ги опфаќа овие деца. И тоа е проблем за Скопје. Значи, ако сум како човек кој што работи во проектот, треба напротив да го дестимулирам тоа, но не е така. Значи, ние мора да имаме повеќе вклученост од клубовите во овој сегмент, но тоа изускува и повеќе сали, повеќе термини. Термините бараат финансии, финансиите ги диктираат огласите, а спомна соговорникот што беше тука, Милан, дека ракометот е на ниво кое што не може да си дозволи, не е скап спорт и во однос на тоа колку имочни се родителите, и тука е еден зачаран круг, кој што наснева. Во секој случај, пак ќе кажам, го поздравувам тоа што во моментов го работи Федерацијата, барам поголем слух од Федерацијата на училишни спортови за нашиот спорт, значи во однос на услови, во однос на едуцирање на тренери, на наставници и поттик да е поприсутен ракометот, и барам да Федерацијата како столб на нашиот спорт уште позасилено да лобира што поскоро, колку е возможно, да се направат инфраструктурни објекти, да се превземат инфраструктурни објекти, за да ние можеме што повеќе да имаме деца во сала. Благодарам, Ѓоргоновски. Ова беше првиот круг во втората панел дискусија, организирана денеска од Ракометната федерација на Македонија и од Само Ракомет. Мицковска, се враќаме на вас, на Федерацијата на училишен спорт. Јас констатирам, вашето излагање беше прифатено, меѓутоа во продолжение, не знам дали некаде прочитавте, имаше и малку критики. Негде меѓу редови, во смисол на тоа дека Федерацијата за училишен спорт не успева најуспешниот македонски спорт да го промовира до тој степен да го, ајде можеби не да го фаворизира, меѓутоа сепак да го изнесе на еден повисок степен. Сега, вашата улога е специфична и е трилатерална, четирилатерална. Вие сте тука, Федерацијата е тука, образовниот систем е тука,
тука се министерствата, локалните самоуправи и така натаму. Тоа е претпоставена галиматија со кој што вие мора сепак да овој состав овде, овој аудиториум овде се надева дека сепак ќе најдете решение каде што ракометот ќе го подигнете на едно ниво повисоко. Ајде вака, сакам пред да одговорам на ова прашање, сакам само да се навратам накратко на мојот соговорник Миркуловски, кој што истакна дека првите своји почетоци ги започна во училишниот спорт и мислам дека 80% од нас тука кои што се занимавале со спортот, ќе се согласите дека за прв пат сме блеснале на еден надпревар како звезди преку училишниот спорт и сметам дека базата во спортот, нели конкретно денеска говориме за ракометот, е училишниот спорт. Колку поголема база имаме, значи толку поголема веројатноста дека во иднина ќе извадиме нели подобри спортисти. А Федерацијата на училиштен спорт треба да биде мостот со федерациите кои што понатаму нели тие ученици ќе ги усмериме во развојот на понатамошниот живот во однос на спортот. Сега јас сакам еве јавно да во соработка со Ракометна федерација да ве демантирам по однос на ова прашање, затоа што ние како Федерација на училишен спорт подеднакво ги промовираме сите спортови, ракометот воопшто не е маргинализиран, туку се трудиме да го вратиме на она место каде што припаѓа, а тоа е на пиедесталот и од тука можам со задоволство да најавам дека Македонија, поточно Скопје, од 20 до 29 април ќе биде домаќин на светско првенство во ракомет под 18 години во конкуренција на момчиња и девојчиња. Тоа значи дека до сега, ако грешам, тука е генералниот секретар, тука се спортските работници кои што работат долги години во ракометот, дека во Македонија до сега немало светско првенство, односно светско младинско првенство во категорија на момчиња и девојчиња. Тоа значи дека од 20 до 29 април во Македонија ќе пристигнат 20 до 25 држави, односно 600 до 800 учесници од сите 5 континенти и за ракометот како спорт кој што нели заслужува според мене да го добие она место на пиедесталот. Ние како Федерација на училишен спорт правиме се во соработка со Ракометната федерација која што морам да истакнам дека безрезервно се вложи во поддршка на сето ова, а на нашите ученици, спортисти и амбасадори на оваа држава да направиме да се почувствуваат дека ќе биде дел од едно светско првенство кое што го најавуваме дека ќе биде спектакуларно, барем луѓето кои што сме во креирање на политиката на целиот овој пакет, да речеме, дека безрезервно се вложуваме да го изнесеме ова светско првенство кое што ќе биде бенефит за ракометарите, бенефит за Ракометна федерација, меѓутоа бенефит и за нашата држава. Затоа од овдека морам да ве дементирам дека ние како Федерација на училишен спорт ги делиме спортовите на помалку важни или повеќе важни или го маргинализираме ракометот. Навистина ми е жал затоа што говориме овдека сите колеги ќе се согласиме дека говориме дека е неопходна инфраструктура, неопходна е опрема и така натаму. Професорите се навистина првата алка која што влијае врз самиот ученик да се запознае со сите спортови, влијае за да продолжи да се занимава со спорт. И вие доколку го вреднувате професорот, ќе се сложи Георгиновски дека доколку го вреднувате професорот, му го давате потребното место каде што заслужува да биде. Кога професорот ќе има основна опрема за да работи, кога ќе има комуникација со федерациите, кога вие ќе му дадете него доволна едукација, он верувајте дека ќе го вложи својот максимум да извади спортисти, во случајов ракометари. Јас еве сум професор 20 години во средно училиште, одговорно тврдам дека изминативе 20 години можеби еднаш ние професорите сме имале организирана едукација по однос на нашиот предмет. Ние секогаш се прилагодуваме, се адаптираме кон условите за работа во училиште, за да учениците не го пропуштат часот по спорт, за да бидат физички активни. Меѓутоа, кога подлабоко, суштински ќе размислуваме дека одредени работи можеме да ги коригираме, не е секогаш дека финансиите се на прво место. Оваа трибина денеска знам дека се неопходни нели средства за да може да реализираме. Меѓутоа, тука сме ние ентузијасти кои го работиме ова бесплатно и кои што сакаме да го привлечеме вниманието, затоа што верувајте на сите млади спортисти им е неопходно вниманието. Треба да бидат видливи. Верувајте дека денеска доколку сето ова остане тука,
зад оваа врата под 14 часот ние ништо не сме постигнали. Меѓутоа, ако ја зголемиме видливост, ако го привлечеме вниманието, така исто и со младите спортисти, ако ги поставиме на местото каде што заслужуваат, а бидат видливи, ги промовираме најмладите категории, да ги потврдиме во тоа што они го работат дека се на вистинскиот пат, тогаш заеднички можеме да направиме нешто. Благодарам. Таа врска е, како велат во новиот речник complicated, со сите атрибути што се неопходни, меѓу другото и видливоста. Владко Тасевски, голем дел од прашањата и од изјавите овде се директно насочени кон тоа што е обврска и на Ракометната федерација на Македонија, меѓутоа вие сте самостојни, меѓутоа не сте до тој степен комотни и имате многу непосредни релации кои што ви се неопходни за да ги остварувате работите. Како тоа тече со Министерството за спорт? Еве, говоревме, ако ништо друго, спровејува десетина пати веќе проблем со инфраструктура и така натаму, сали, места, топло-ладно, климатизери и така натаму. Како функционира таа врска? Видете, соработката со Министерството за спорт моментално функционира одлично. Година дена работиме заедно, имавме 2 настани, заедно организирани регионалниот турнир кој што беше за прв пат организиран од страна на министерствата помеѓу Македонија, Србија и Црна Гора, беше во организација на Ракометната федерација во август на лани. Беше одлично организирана, тоа продолжува да биде се оди да се игра и следнава година. Во врска со инфраструктура ние знаеме каде функционираме и што каква ни е состојбата. Максимумот што можеме да го извадиме, ние ќе пробаме да го извадиме. Секогаш ние ќе имаме апел до Министерството да имаме нови сали, нови функционални простории каде што ќе може да го развиваме ракометот. Дека нешто може да се направи за една година, не може да се направи за една година. Но ние можеме да се бориме да имаме што повеќе деца, а Министерството и државата да увидат дека потребата е стварно сериозна и да започнат со проекти да се направат дополнителни спортски сали и сето тоа. Или да се овозможат нови, претходно некои руинирани сали и сето тоа, да се реновираат. Веќе моментално мислам дека се работи на неколку сали во моментов од страна на Министерство за спорт за реконструкција, обнова, каде што ќе се пуштат во најбрз можен рок неколку сали, кои што ќе бидат во целосна употреба на спортистите, секако и дел од ракометот. Во врска со младиве, само сакав да се надоврзам. Ние имало и претходно светски првенства организирано во Македонија. Сега ова е во училишен спорт како прво. Да, во училишен спорт. Да, ова е во училишен спорт. Да, иначе претходно имавме организирано светски првенства како си имало како федерација. Работата, пример, караванот ни е проект кој што е 5 града веќе 5 локации веќе поминавме низ Македонија, се со цел промоција и запознавање на најмалите со ракометот. Првиот плод се роди од 5 месеци работа. Претходната недела дојдоа тројца дечки кај нас во канцеларија да отворат ракометна школа во Валандово. Валандово било порано, можеби имало, искрено не знам, вие сите сте ете така. Дојдоа, има 25 деца на старт. Вика, во Валандово моментално имаме само одбојка, се игра и фудбал. Може ли да започнеме? Може. Се што им беше потребно од страна реквизити и топки, сите тие работи ќе им ги обезбедиме ние како федерација. Јас тука можам слободно да кажам, има апел до сите заинтересирани кои што сакаат да отворат ракометни школи ширум цела Македонија, слободно да не контактираат и дека ние како федерација ќе застанеме целосно позади нив. Затоа што најважно е, како што кажавте, караваните врват. Караванот има 600 деца имаше сега во Богданци. Од тие 600 деца 10% да ни останат во ракометот, ние сме пресреќни. Ние имаме испод 2000 деца активни, испод 2000 ракометари активни во Македонија. Тоа е независно колку и да сме мала земја, Словенија е иста земја, Словенија има 8000. Сето тоа, можеби Словенија ќе кажете ете така, прагот е да све. Затоа оваа година започнуваме со мини ракомет, започнуваме со помлади категории, да ги внесеме децата во систем каде што јас верувам дека е најдобро да не се натпреваруваат резултатски во најмалите категории, да биде забава. Забавата е најважна за децата. Сега сениорите си се сениори, така. Ние можеме се да дадеме, да им ги даеме најдобрите услови на нив. Се што е во наша можност.
Така. Но на крајот на денот, ако имаме ние квантитет, ако имаме ние 7-8 илјади деца за 4 години регистрирани во систем на надпреварување, ќе ни се појават многу повеќе репрезентативци и сето тоа. Од друга страна, имаме 2 европски првенства сега летово. Машки. У 18 и у 20. Така беше? У 17 и у 19. 18-20. Ние тие деца мораме да ги спромовираме максимално. Но не смееме медиумски да ги правиме звезди. На првиот панел ве слушав дека секојаш треба да се нели како треба се однесуваат децата со медиуми се до тоа, но медиумите најважна работа е да не ги прават децата од најмали години звезди, да не ги па ако промашат утре да ги уништат со коментари се до тоа. Тоа се кревки деца кои што мораме ние да им дадеме максимална посветеност, како федерација, како училишен спорт и како спортски работници. Министерството за спорт секогаш е тука максимална поддршка. Ние сме во преговори сега моментално за да бидеме домакини за светско првенство за другата година како ракометна федерација. Поминуваме некои последни контроли, ако имаме ќе имаме огромен настан, 32 репрезентации до 21 година. Тоа е веќе испод сениорско првенство. Една категорија. Во август месец имаме ЕХФ шампионат. ЕХФ ни додели шампионат. 8 држави. Ние треба да ги донесеме во август сите млади деца во сала да ги гледаат тие земји како играат. Играме Македонија сега како кој треба да биде во сала? Тоа ни е прашање. Најмалите да видат дека постои нешто што ќе ги заинтересира да влезат во ракомет. Јас барем тоа така го гледам како некоја стратегија, каде што треба сите заедно да работиме, ракометни работници, школи, клубови, сите, се со цел и секако Сојузот на училишен спорт да ги донесеме сите деца во сала. Имам подпрашање. Велиш дека добро функционира Ракометната федерација на Македонија, Министерството за спорт. Дали во Министерството за спорт сега ова е специфична ситуација каде што првиот човек на Министерството потекнува токму од овој спорт, меѓутоа дали ја чувствува тежината на констатирана состојба, имаме деца, имаме интерес, немаме услови? Со условите во заднава година дена се подобруваат. Имаме неколку сали кои што ќе се возможат сега да се функционира во нив. Така, и имаме еве сега само што дојдов од Расадник. И имаме мислам дека започна сега, тоа не е мој домена, но како што гледам медиумски, мислам дека започна Свети Кирил и Методи салата. Круме Кепески може нешто да се реновираш. Така да секаде се развива. Се прави некоја реконструкција, се прави максимална можност да се реконструираат некои сали. Благодарам. Миркуловски и Тасевски изфрли бројки фрапантни за голема бројка на деца, многу интереси и така натаму. Ќе дојдеме ли до ситуација, јас речам дај Боже, да ни требаат тренери и како ќе се справуваме со тој дел? Ние за такви бројки ќе треба да имаме подготвен кадар кој што ќе треба да едуцира. Па така, мислам дека тренерите во младинските категории се едни од најбитните, алки во спортот, бидејќи тие само не треба да бидат тактичко-технички спремни како да ги обучат спортистите, туку тие треба пред се да бидат педагози, како што каже и Горан, да ја метнат љубовта на спортот, односно на ракометот, во нив од најмала возраст. Според мене имаме тренери кои што се со највисоки мастер лиценци доста во оваа држава, но сепак специализирани тренери за тие младински категории може да ги имаме и премалку ако ги имаме. Затоа тука треба можеби и ние како федерација да обрнеме многу поголемо внимание на обука на тие тренери, да реализираме многу семинари како во Македонија, така и може и да одиме негде во соседните држави за аудицирање на тие младински категории. И пред се тука мора да истакнам дека и самите тренери мора сами да се едуцираат. Мислам, ако сам не сакаш да се едуцираш за нешто, друг тешко дека може да ти наметне. Така да и тие треба да покажат иницијатива за едукација, дали до федерација, до Ракометна федерација, дали до сојуз на тренери, така да мора да го земеме тоа во предвид, дека мора да едуцираме
тренери за младински категории, бидејќи од таму почнува се. Ако тие се добри, ако тие се добри педагози, ако се добри тренери, понатаму ќе биде многу полесно на останатите тренери во А селекција или во младински U21 селекција. Миркуловски, Ѓоргоновски, во тие рани фази од животот, кога секое битие се определува, веројатно, освен можностите, може да се појават и контранус ефекти, како последици од типот на одбивање, напуштање, што не доведува до прашањето за селекцијата, што не доведува до една опасност која што вели и погрешна селекција, а ако имаме неедуцирани и необразовани кадри во делот на тренерите, можеме да дојдеме до нешто што е сосема спротивно од основната идеја, да привлечеме, да ги задржиме, да создадеме квалитет. Па да, прво сакам да се надоврзам на Миркуловски, дека тренерите во Македонија, кои што јас упорно ги потенцирам како многу важна алка и многу застанувам заштитнички спрема нив во однос на федерација, во однос на клуба, и мора да сме свесни дека тие тренери мора да им дадеме причина за да се посветат во ова, во однос на тоа дека бавејќи се со ракометов ќе бидат заштитени. И еве од ова место сакам да и нив да ги повикам како тренери во различни категории, до сениорска, но и Националната федерација како субјект кој што може да го инициира тоа, да конечно ова држава добие синдикат на тренери, затоа што тоа е нужна потреба за да можат да се заштитат истите, но и да во иднина да апелирам до федерацијата тука да донесат луѓе кои што можат да ги едуцираат. Значи тука не збориме да ги едуцираат оние тренери кои што се во Суперлигата, иако нормално и тие се тука, збориме за тренерите кои што работат долу во базата и во школите, а и во тие рани селекции. Тука исто така Националната федерација според мене треба да размисле како да регрутираме ние од постоечкиот наставнички кадар, како да регрутираме тренери кои што утре би се бавеле со работа во школите, затоа што јас спомнав дека тоа сега во Скопје моментално исто така е проблем. Значи, нема доволно едуциран кадар, не само од аспект на техника, тактика, него и од аспект на оние другите елементи кои што се важни. Значи, ете, тука имаме двајца тренери кои што се, значи, на вистина, можеби 50 години работат со деца и ги повикуваме и од ова место кога ќе заврши ова дебата и да се охрабрат и да прашат и да повикаат на нешто затоа што на вистина има тежина. Тоа се Бисимов и професорот, кои што можеме да кажеме дека се условно кажано невидливи во спортот наш, зборам за општата јавност, така, но овде кој што е малку попатен знае што значат тие и такви како нив. А се луѓе кои што се во возрастни категории. Сега вие да се накратко само да се навратам на прашањето. Искуството мое кажува дека децата, зборам во делот на школи, можат да условно кажано избегаат од сала и да не се вратат никогаш од повеќе причини, а тоа е кога групата не им е адекватна во однос на возраст, во однос на тоа дали е детето доминантно во групата или е инфериорно во групата, и затоа пак се поврзува тоа со инфраструктура и немањето доволно сали, и ги имаме на едно место деца, што во нашата школа секако не е случај, нема да дозволиме да биде случај, или заминуваат од спортот кога ќе заминат од нашата школа во првата инстанца, а тоа се пионери, и кога таму ќе се соочат со наметнатата потреба од резултат и нивното неиграње во тие селекции. Се враќам дека децата доаѓаат во спорт за да играат. И затоа, нормално федерацијата не може да го наметне тоа на пионерските селекции, на тренерите и на тие што бараат од тие тренери резултати. Не може да им наметне федерацијата да не прават таков притисок на тренерите, затоа што тој притисок директно оди и на децата и на штета нивна, но со тоа ние се соочуваме. Ние имаме селекции во кои што играат
8 играчи во пионерска селекција, 18 не играат. Прагот на грешка во однос на талент е многу висок во тие селекции, во однос кој е талентиран, кој не. И така да во школите обично од такви работи децата и недостаток на надпревари, а во селекциите од тоа што тие недоволно учествуваат во играта, а тоа е поттикнато од барањето резултати од клубовите по секоја цена да се направи резултат таму кај што е, според мене, комплетно неважен. Така да на тоа се кој ќе се додаде дека имаме ситуација, имаме фактичка ситуација на деца од алфа генерација која ќе се роди со дигитална технологија, многу треба да обрнеме внимание во однос на едукација. Тоа не е ништо ниту финансиски скапо, ниту е нешто што е невозможно да ние ги едуцираме. Но нема да останам сега дека до крај дека тренерите нема никаква вина, затоа што имам лично искуство со кампот во Охрид што го организираме 2-3 години. Многу слаб е одзивот на тренерите кои што доаѓаат во Охрид, кај што ние ќе ги пречекаме со се што треба, да го слушнат Владан Јордовиќ, Зоран Рогановиќ или не е важно Филип Миркуловски, како успешно приказне, или Никола Митревски, или не е важно кој, да го слушнат и да, ајде да кажам, условно кажано, да научат нешто. Значи, тоа е комплексен е проблемот, но пак ќе кажам, мислам дека со ова сега што го разговараме, ако ова допре некаде, а не може да не допре затоа што тука имаме релевантни луѓе, полека ќе ги покренуваме работите. Благодарам, Ѓоргоновски. Почитувани гости, колеги новинари, наскоро се вклучувате и вие. Имате дел од овој панел во кој што може да учествувате со прашање или констатација. Јас само ќе искористам можност сега за господјата Елена Мицковска. Практично нема да смислувам ништо, истото прашање го имам што веќе го поставив на 3 локации. Очигледно на овото време предпоставува и бара потесна специјализација и на вашите, условно речено, кадри, не се тоа професори што се ваши кадри, меѓутоа се ваши колеги. Размислувате ли вие во тој правец треба дополнително образование за едукаторите? Токму така, значи најнапред ќе се согласите дека е неопходна стратегија во сите спортови, особено во ракометот, за развој на млади. Не може да бидеме, ние овде денеска можеме да дискутираме и разговараме, меѓутоа не можеме инстант да делуваме, затоа што резултатот по однос на оваа стратегија за развој на млади и идни спортисти, ракометари или носители на столбот на ова општество треба да се види по неколку години. Јас ја поздравувам намерата на и волјата и трудот и желбата на Ракометна федерација и на сите чинители во ракометот дека сите заедно можеме нешто да направиме по однос на ракометот. Меѓутоа она што мене ме разочарува, а се случува, гледам и дека во ракометот, ајде да погледнеме сега од една друга страна. Ние ќе овозможиме да речеме одлична инфраструктура, одлична опрема за сите нели деца кои што сакаат да започнат да се занимаваат со ракомет. Меѓутоа од друга страна немаме образован кадар. За жал гледам дека и во ракометот, не само во кошарката и фудбалот, маргинализирани се на некој начин најмладите категории по однос на работа со тренери. Кај нас некако полесно е да во најмладите категории вклучиме спортисти, конкретно ракометари и рекреативци, да бидат тренери со младите категории. И тука ја правиме најголемата грешка. Според мене, сметам дека мене, знаете како, во образовниот систем има доста мои колеги кои што, нели, ние сме сите дипломирани професори по физичко образование, спорт и здравје, можеби не сме биле сите ракометари, меѓутоа методологијата на обучување, правилно реализирање на елементите, пред се сме педагози и психолози и можеме навистина да помогнеме како тренери. Можеби не знаеме тактичко-технички елементи кои што понатаму треба да ги пренесеме на самите млади деца, меѓутоа можеме да помогнеме заеднички да подигнеме свеста дека со најмладите категории треба да работат искусни тренери. Токму така.
Ние како Федерација на училишен спорт реализираме трибини, едукации за развој на професорите, меѓутоа по однос на методологијата за реализирање на часот, затоа што јас сум можеби председател на Федерација не многу долго време, од јуни месец изминатата година, меѓутоа мојот професор господин Александар Туфеџиевски, кој што долги години беше председател на оваа федерација, реализираше доста панели и проекти по однос на развој на училишниот спорт и на професорите, меѓутоа од друга страна да ги мотивираме професорите да се вклучат во системот на училишен спорт, затоа што секој дете заслужува да биде дел од училишниот спорт и дека професорот не е тој кој што ќе одлучува судбината на едно дете. Дека сите деца подеднакво треба да блеснат во училишниот спорт, дека подеднакво треба да се запознаат со сите спортови, дека подеднакво треба да бидат дел од таа спортска сцена и да ги мотивираме во иднина да се приклучат во сите клубови кои што се во нивната средина, а сето тоа не смееме да им гоускратиме тоа право. За жал во одредени градови и немаме клубови по однос на ракометот, за да можеме во иднина да разговараме за нешто друго, а тоа е професионалниот спорт. Некако ние ги скокаме овие две-три скалила, говориме за професионалниот спорт, говориме за видливоста во професионалниот спорт. Сите, да речеме, млади спортисти, ракометари кои што се занимаваат со спорт знаат кои се Миркуловски, кои се Кирил Лазаров и така натаму. Меѓутоа, љубовта кон ракометот треба и кон спортот, треба ние токму професорите во корелација со националните федерации да изведеме или реализираме кадри кои што понатаму ќе учениците или спортистите ќе можат да ги користат за да бидат првенствено здрави личности, столбови на ово општество, а понатаму идни спортисти, амбасадори во спортот. Мислам дека и професионалниот спорт не е задача на државата, според мене, барем не во голема мера, иако знаеме дека го поддржува и не само тука, го поддржува низ цел свет, барем овај наш спорт, кој што е засега не е комерцијален, не е ставен на комерцијална база, барем зборам за овај југоисточна Европа, а државата, главниот фокус треба да биде, децата, младите категории, базата, тука да има масовност и тука да има услови. Тоа не е ништо ново, го зборувам по моабетот дека ние сите се бавиме со нешто што е, изборам ние како јавност, како луѓе обични кои што поважно го следат, се сакаме да видиме резултат ова година или од Вардар, или од Пелистер во Европа, или од Охрид, или Алкалуид, а многу малку внимание обрнуваме по сите основи за децата и потоа ќе очекуваме. Ќе очекуваме многу повеќе деца во сала, ќе очекуваме некој да ги едуцира тие деца и ќе очекуваме на крајот од денот да станат тие сериозни ракометари кои што или спортисти воопшто, кои што мислам дека не е толку важно колку што е важно тие да стекнат навики на спорт, а во таа маса на деца нормално и ќе дојде некој Миркуловски, ќе дојде некој Лазаров или Наумче и така натаму. Така да тука ја би завршил со моето излагање. Благодарам. Ви благодарам за исцрпните разговори, за сериозното учество во оваа дебата на сите четворица. Овде не завршуваме. Колеги, пријатели, гости, повелете, имате можност да се вклучите. Повелете. Само микрофонот ти ви го дадеме. Здраво. Јас сум Ана од Луна Маркетинг, иако работам маркетинг, 30 години сум како да кажам, страстен ракометен навивач. Еднаш пробав да играм, ама само еден ден во сала се појавив и толку беше. Но сега сум и во улога на мајка, на да кажам млад, на кај повозрасен ракометар. Се знаеме со Ѓургон, он како дете исто во тие кампови, кај Ѓургон тргна сам, пошто ги знае ракометарите. И сега, покрај него, изминатите години, сум можела многу добро да се запознавам и со условите кај младите категории.
Според мене, тоа го видов и со претходната генерација, сега еве исследува на ова, во која што не 18 години. Дупката, да ја наречам, каде што се губи трудот во ракометот е точно на крајот на младинска лига кај нас. Еве спомнавте од РФМ дека сакате следната година да организирате светско првенство, тоа сте аплицирале и прочитав, за светско првенство 27 за ракометари до 21 година. Но на крајот сега во мај-јуни таа генерација на нас ќе ни се преполови, може би и 30% ќе остане за наредната сезона. Зошто? Зашто кај нас младинската лига завршува на 18-19 години, по ИХФ нели до 21 година. Според мене, ние ниту имаме тука изградени ракометари кои што може да отидат нели во силни клубови. Не се согласувам дека најквалитетните испливуваат, туку оние кои што нели па да кажеме, успеваат да се снајдат на овој или оној начин. Така да, знам многу деца што биле добри, бар 50% деца од оваа генерација и сум ги гледала и како растеле и ги знам кој колку талент имал и кој колку напреднал, дека во овој момент, кога нас ни се пресекува на 18-19 години лигата, ние губиме многу вложен труд до таа возраст. Еве и лично во таква ситуација се, да кажам, наоѓаме и дома, меѓутоа и генерално е така, мислам. Ви благодарам за прашањето. Ова беше директна провокација со двајцата луѓе од Ракометната федерација на Македонија, колку што јас можев да протолкувам. Ќе имате и нови селекции во следниот период, ќе создавате на 18 типол, 19 типол. Шега беше ова. Повели. Не, вака. Претходната недела баш падна тема на дискусија во нашите канцеларии, баш оваа тема. Ги губиме играчите кои што се после 19 до 22-3 години. Тие што ќе останат во Суперлига да играат, другите ги снемува, се откажуваат од Ракомет. Дојдовме до некоја си првична идеја, замисла, дали е возможно да ја оствариме, ќе видиме, да направиме во првата лига наша уствари, односно втора лига, да имаме одредени клубови. Не можеме да ги ограничиме сите да бидат до 21 или до 23 години учесници, но да има 3-4 клуба кои што би биле, да кажам, како би го кажале тоа? Можеме да ги ограничиме клубовите во првата лига да имаат одреден број на играчи кои ќе се повозрасни од 23-24 години. Две-три опции а да се. можеме на тој начин место на овие деца, затоа што ако можав добро да разберам од Ана, ние имаме проблем со децава кои што завршуваат со младинска, И а не се за во сениорска конкуренција. А зошто? Тоа е веќе и проблем во Скопје во однос на голема дискрапанса на условите во кои што работат првите 2-3 клуба и оние што се долу, но и мотивираноста, ова што го збори сега Владко, условно кажано мотивираноста, ние да ги натераме клубовите да не држат играчи над 23-4, затоа што и па тоа не е работа на добар систем, да ти играч кој што не се реализирал над 23-4 години, да се уште биде. Ние не им ја земаме шансата, но мислам дека може да се најде начин, сега ние зборуваме за два степени на надпреварување, тука имаме проблем, кога би имале и трет степен на надпреварување, тогаш би било уште полесно за нас, но немаме толку екипи во моментов или ни се распоредени можеби на начин на кој што не треба да поентирам. Ова што го кажа Владко, мислам дека ако ја добро го разбрав или ако ја можам да кажам, треба да се најде начин во првата лига, ако сакаме да биде развојна, да се ограничи бројот на играчи над одредена возраст кој што може да ги има клубот. На тој начин, вие ќе имате играчи кои што во моментов се 2006 или 2007, така? 2006-2007, кои што во моментов никој не ги гледа како потенцијал, а тие се во фаза на се уште рана зрелост, не влегле во зрелост и можат во даден момент да експлодираат. Јас сум еклатантен пример на тоа. Значи, затоа викам дека имате играчи и обратно, што во 2006 во моментов даваат
некаков сигнал дека ќе бидат вундеркинзи, а ќе ги снема за година-две, затоа што многу рано созреале, а тоа е многу важно во младите категории. Затоа мислам дека ние имаме можност да направиме некое ограничување и на овие деца, условно кажано деца, тие се веќе момчи навлегуваат во зрелост, да им дадеме можност уште наредни 2 години шанса да се развиваат во сениорски ракомет. Од која опција говориш за тоа дека има повеќе во моментов за кој што размислувате, би ни била најблиска и најсоодветна? Неколку опции на кои што може да се размислува и дај Боже да се реши сето тоа до следната сезона, а тоа е да има вакво ограничување, например да има 3, 4 или 5 играчи што ќе бидат од нели до 22-3 години, така, затоа што ако ги ограничиме во повеќето клубови од прва лига има играчи кои што си по 30-35 години се. Втора опција би била некоја си двојна регистрација, каде што првите клубови би им давале не на сите клубови, туку би ги спариле клубовите. Првиот со првиот, вториот со вториот од Суперлига и Прва лига, каде што ќе им даваат 2 до 3 играчи на двојна замена, на двојна регистрација. Да. За тие години. Сениорските клубови, мислам суперлигашките клубови, тоа ќе им биде бенефит дека ќе имаат одредена база на помлади играчи кои што немаат моментално место за нив во нивниот клуб, но им дава развој кај нив е, а од друга страна ако експлодира во Прва лига, ќе може да си го земи да продолжи да го развива. Тие се две опции кои што би можеле здравје секако да ги дискутираме во наредниот период се до тоа, за до летос када можеме да пробаме да имплементираме некој дел, да ги задржиме тие деца, тие ракометарки во системот на надпреварување. За сите опции за кои што размислувате, веќе постојат светски искуства, тоа го знаеме. Може би е најдобро да се потпреме на примерот на најбогатите во ова семејство од фудбалот, кои што имаат селекции за секоја година, да не излезе дека имаат и за секоја половина година, меѓутоа претпоставам дека таму пристапот и е поинаков, станува збор за поголеми интереси за многу повеќе средства. Благодарам и за прашањето и за одговорот. Имаме време за уште прашање. Вака ми е задоволство што присуствувам на ваква една дискусија за ракометот и меѓутоа веднаш ми се наметнува помислата, сега ве слушам вас. Значи, оваа тема комотно може да се подели на 2 дела, во делот на организирање на лиги и во делот на организирање на почеток на млади играчи со бавење со ракомет. Кога спомнавме за училишниот спорт, значи тука треба стрикно да се определиме училишниот спорт во одделенска настава. Тоа беше некогаш на времето кога во предметна настава во 7-8 одделение, нели меѓушколски надпревари, па тогаш го гледаме талентот, ај сега ќе го земеме да игра ракомет. Не. Хрватската федерација има систем за работа во градинки. Тоа се сунгерасти топки и така натаму. И така да кога зборуваме за инфраструктура исто така. Значи започнување со ракомет немаме потреба од ракометни сала со ракометен терен во неа. Сосема ни е доволно овие мали и мислам дека такви ги има и повеќе загреани сали во градовите кај што може комотно да се игра ракомет и во делот на сега многу е кратко времето, јас сакам да наметнам се во делот на тренерите. Значи јас пред 3 години, ако не се лажам, предходниот председател ми даде една обврска, направив ја еден систем за работа низ целата држава за мини ракомет, меѓутоа најпосле не упати во Сојуз на училишен спорт, што не е тоа. Сакам да речам, прво и основно, значи, децата треба да се опфатат во таа одделенска настава, кај што се мали и кај што немаме потреба ние од голема сала и од голем терен. Горан многу убаво кажа, детето кој ќе дојде во сала, тоа сака да игра, тоа не сака да тренира ракомет. Јас морам да ви кажам, бев малку во Кавадарци и Неготино, во Неготино и во Свети Николе, ситуацијата е тажна, претажна. Ги прашам, имате ли стативи за мини ракомет? Ами немаме. Како ние може таму да работиме? Во Свети Николе ми кажат, ами у фудбалот има 90 деца, кај нас нема и гледам тој 10 дечиња ги поделат 2 у одбрана, 2 у напад, шутираат преку зона. Каде тоа дете не знае топката да фати, ќе шутира преку зона?
и са нашиот спорт е специфичен што ракометот се игра единствено во сала. Јас сакам нека ме поправи некој, едино позади женска сала во Струга сум видел деца сами се организираат на мало, што викаме, па си играат ракомет. И тие дечиња кога ќе доаат веќе во клубот знаат да фати топка. За жал, нигде на друго место, додека кошарката и фудбалот се игра на улица, децата сами си се организираат и веќе друго е кој ќе отиде во таа школа фудбалска и кошаркарска, детето знае основни елементи. Ми беше зборот. Значи, мораме, јас често одам за Словенија, луѓето од федерација можат да се информираат, кадетска лига гледаат 2008 година. Знаете што? Они сета техника ја имаат, само треба малку физички да созреат и за 2 години, они веќе на 19, на 20 години се зрели за во сениорска екипа. За жал, кај нас не е таква ситуацијата и затоа се соочуваме, меѓутоа апсолутно со оваа ситуација сега претходно што дискутиравме, нели, поземување на играчи 19, 20, 21 година, ако ние работиме на прав начин, значи, реков јас, ја гледав комплетна, 2 екипи ги гледав и тоа од мали места, од Шкофја Лока беше една друга екипа, значи, децата го имаат ракометот во малиот прст, да дојдеме во таа ситуација, за да дојдеме, еве сега сведоци сме на првенство што беше, значи Словенија дојде без 7-8 играчи, влегува во 12, да не зборуваме. Значи, таму има наплив, Горан што спомна, државата е обврзана да работи во училишниот спорт, да има, таму немаат, Словенија нема врвен клуб, да речеме што игра во европски купови, ама за тоа има база и има наплив. Исто ќе спомнам, значи таму имаат, тоа е многу битна работа за федерацијата, имаат 5 нивоа на надпреварување. Еве, земете сега кај нас, Пионерска лига е 2010 година. Сега сме 26 година, значи во Пионерска лига, ево десен ќе се помести граница 2012 година, земете. 2012 година, значи тоа ќе биде дечиња 14 години, ние му даваме шанса прв пат на дете од 14 години да игра ракомет. Сакав да речам, значи нема потреба од едуцирани тренери, доволно е наставниците во училиштата што се таму прво, второ, трето одделение, само тоа треба да се направи систем кај што тие наставници ќе ги донесат децата да играат мини ракомет. Јас реков во проектот се предвидов, сето тоа кошташе 15.000 евра годишно со 8 турнира во годината и така натаму. Меѓутоа не се зеде во обзир и така остана. Ви благодариме. Многу имам да кажам, навистина реков, едно е делот како да ги анимираме децата, тоа треба сега и веднаш да почнеме со тоа, низ времето, и знаете што, кога ќе се направи квантитет, значи квалитетот ќе дојде на површина, меѓутоа и тие што ќе останат, што ќе откажат на 15, 16, 18 години, тие веќе ќе бидат влезени во ракометот, па ќе бидат некои исто тренери, ќе бидат едукатори, ќе бидат Така е, од нив ќе регрутираме. А и дозволете само, ако почнеме ние да ги анимираме наставниците да ги носат децата на тие турнири за мини ракомет, па и од самите наставници, они го познаваат спортот, и од самите наставници ќе се регрутираат тренери во ракометот. Така да, уопште не е касно, не да не е касно, е прекасно, меѓутоа одма треба да се почне со тоа, услови за мини ракомет има. И сега има, а во од, нели, ќе се прави инфраструктура и поголеми сали и така натаму. Имам уште многу да кажам, и тоа нели да не одзема време. Благодариме многу. Предпоставам ова беше повеќе констатација, немаме потреба да одговараме. Имаме уште едно прашање во најава и тука ќе завршуваме. Мислам дека ќе се откажам, ама не ја растегнеме многу. Ако не е проблем. Здраво на сите. Се слуша ова, така? Значи Роберт од Битола. На кратко само прво фала за можноста да сме тука. Ова е настан кој треба да се поддржи во истинска смисла на зборот. Имам некои 3 само теми што малце ќе ги чепнам по битолски, ќе кажам, ќе почнам од федерацијата и од каравана што се организира сега во моментот. Навистина нешто што за поздравување не сум го видел. Јас пасионирано следам ракомет 2-30 години и ова сега што го правите е завистина за поздравување. Но имам впечаток дека Синџирот не е затворен до крај. Сликите радува од Богданци што ги видовме, огромна маса на деца, насмеани сите од овде до овде. И 24 часа после тој настан, 10 од тие 600 деца чукаат на истата врата во таа сала и прашуваат 8 годишњаци: ајде сега јас да тренирам ракомет, и некој му одговара: извини дете, нема каде. Дури во Битола, како најракометниот град во Македонија, се случува сега деца на 6, 7, 8, 9 години да нема каде да тренираат ракомет.
каде имаме Еврофарм Пелисер клуб, игра Лига шампиони, господинот сега спомна, немаме база, имаме Лига шампиони, словенците имат база, немат Лига шампиони, цели сме однопаку посадени, зависи кој што очекува. Суштината на мабетот ми е следна. Проектот Ракомет за секое дете треба подхитно да стани организациона единица во рамките на РФМ. А треба да стани државен проект во рамките на Министерството за спорт. Затоа што 100 деца во Битола, например, 10 девојчиња, тренд сега шо е? Сите девојчиња тренира одбојка во Битола. Битолската одбојка заради суета, его почнува да забегва, купуваме американки, украинки, белорусинки и над битолските чупиња им велиме, ајде са вие друго чаре барајте. И тие барат друго чаре и нема кај да одат. Чарето го нема. И тука осеќам, значи не го сваќате ова како критика кон вас, како генерален секретар, него муабетот ми е да го дозатвориме кругот во вистинска смисла на зборот, него мораме да му најдеме на тие деца кога сме ги собрале во сала, се биле насмеани, виделе звезди од типот Немрикуловски, не знам, Гогојанова, кој год да е, и на крајот испадна дека под 48 сати тие нема кај да тренираат. Затоа велам дека ова што го прави Ѓоргон треба да се чува вака, како срце на дланка во вистинска смисла на зборот. Околу училишниот спорт, втората тема, например, на локално ниво во Битола, тешка импровизација во училишниот спорт. Ке пофалам само едно име, Михајло Силјанов, тие што се занимаваат со ракомет знаат кој е тој човек. Значи тој, пошто е во нашиот спорт, работи на ракомет и имаме државни прваци во училишен спорт во ракомет, да. Ама другите училишта буквално не работат ништо. Кој тренира ракомет? Петко најде уште 6 души, одиме на општинско. И ќе изгубиме од горната затоа што Михајло таму организирано функционира. Тоа е тоа. И околу инфраструктурата са велиме, федерацијата организира кампуси, имаме супер масовност на настаните, сите деца се насмеани, барат каде да тренираат. Немаме каде, зошто? Нема со кој и нема сала. Еве јас како еден од замешаните во Спортски универзитетски сојуз на Битолскиот универзитет, работам во некој сектор што се вика логистика и една спортска сала која се вика универзитетска, заборавена од државата во вистинска смисла на зборот, а општината нема ингеренци таму, се откостив од работење и за 12 месеци наместив грејање во салата, ново светло, реновирана трибина, поставен семафор, нови соблекувални, нови туш кабини и нови вециња. Дотаму е донесов салата со убиствена макотрпна работа и секој си вели, овој што се меша, што сака овој, зошто му е на овој салата? Тука е главниот, мислам, теми уште до бескрај, извинете, сега зедов малце време, ама тоа е тоа. Ви благодарам уште еднаш за можност. Ти благодариме и тебе. Дали овде имаме потреба да одговараме или ќе го констатираме како нешто што е став? Ако е така, И јас ке сакам да... Минута ќе кажам само, ја спомна Битола како жалосен пример во однос на тоа што го кажа за школите. Знам ситуацијата таму каква е. Едно време имавме со Лазаров 120 деца во Битола, како секција таму. Не верувам дека сега е се на 20% од тоа. Но тоа не е проблем на Националната федерација. Е проблем, го чувствува како проблем, но не може Националната федерација да отвара школи. Ако нема свест кај локалниот клуб, локалниот гигант, кој што игра Лига шампиони, ако нема свест, дека треба 300 деца да има Битола во ракомет и да има собствена мини лига. Собствена мини лига во која што ќе морат Ресен и Прилеп да се приклучат и Охрид, и Кавадарци, и не знам кој, како што мене ми се јавуваат сега Куманово, Гостивар или не знам кој. Ако нема свест, ние не можеме да им помогнеме на тие луѓе. Значи, тие мора да сватат дека најголемата реклама на Еврофарм е во 300, 400, 500 деца во база. Зборам комерцијално. Кои се клиенти на Еврофарм? Тие се клиенти, нивните родители, нивните баби, дедовци. Све е супер со Лига шампиони, ние сите се радуваме. И на Вардар се радувавме, и на Металург се радувавме. Тоа е се минливо, ние мора да сватиме дека Битола не може да нема 300-400 деца. Јас еве одговорно овде потпишувам дека за 2 години се прават тие 400 деца во школите. Се прават. Значи, збориме за град што е
Ракомет 10 места, како сакате да гледате, па после почнува другото. Така да сакам да кажам, затоа рече ти да не се навреди Владко. Не, знам, ја знам твојата намера, не се познаваме ние вака, се познаваме дигитално, што комуницираме преку колумни, коментари и така натаму, но сакам да кажам дека не е таа задача на федерацијата. Тоа може кој има 300 деца и да најде федерацијата помлади пионери сега да играат или 2014 да играат, но не е возможно ти да отвараш школи колку и да имаат добра намера. Не сум ја адвокат на ракометната федерација. Не е тоа мора клубовите да станат свесни, не само Пелисте са, да не земат за зло. Истото се случува и со Пролет, и со Бутел, и со било кој. Мора да станеме свесни дека не само како спортски работници, како бизнисмени, Западот оди дека сите инвестирања, големите корпорации со кои што дел имам комуникација, одат дека тоа ги интересира, децата ги интересираат. Децата имаат родители, дете кога сака дојде на надпревар, дете кога сака да купи карта, дете кога сака да купи реквизит. Родителот е со него, а родителот на тоа дете е во возраст кај што е имочно моќен, во полна работна снага. Не збориме за 80 годишни пензионери. Збориме за имотно моćни. А ние ако сакаме ракометот достоен, мора комерцијално да го поставиме да биде квалитетен. Така да само за тоа ова го користам како апел, значи станете свесни дека тоа е долу е важно, ова горе ќе помине и ќе дојде, тој од Египет и ќе си оди, и овој ќе дојде и ќе си оди. Значи знам што ни е болката на сите овде. Значи така да извинете уште еднаш, од мене благодарам. Благодарам Ѓоргон. Елена, повели? Значи националните федерации, оно што можеме да констатираме дека се само промотори на спорт. Така, во случајов ракометна федерација го промовира спортот до најмладите категории. Ракометна федерација не може да отвори клубови, да прави стратегија за развој на млади. Од друга страна, училишниот спорт е клучен за развојот на млади и исто така да го промовира ракометот како спорт во училиштата. Мене ме радува што во Битола има навистина одлични колеги, ентузијасти кои што работат во училишниот спорт и Битола е град кој што вади шампиони на национални нивоа, годинава шампионот во ракомет за средни школи и во машка и во женска конкуренција токму од Битол. Не знам дали сте информирани тоа, и тоа е за поздравување. Шампиони се во шах, шампиони се во кошарка. Значи навистина има безброј медали на национално ниво, меѓутоа имаат и доста големо учество на меѓународни надпревари во однос на Федерација на училишен спорт, на оние светски и европски првенства. Мене ме растажува што дел од колегите буквално сметаат дека улогата на професорот во образовниот систем е само да го реализира часот и да се замине дома. Дека треба да сватат дека ние не сме тие кои што одлучуваме да го скратиме правото на некој дете се занимава со спорт и да биде дел од училишниот спорт. Затоа ги поздравувам ентузијастите во Битола и во другите градови, меѓутоа моето залагање ќе биде да сите ние професори заедно преку локалната самоуправа, поддршката на националните федерации, да едноставно не им наложиме, него дадеме препорака дека сите професори треба да се вклучат во развојот на спортот, подеднакво во сите спортови, да ги вклучат учениците во училишниот систем, да се надпреваруваат, да играат ракомет, нели, да играат кошарка, да играат фудбал и така натаму. И што е најважно, да не им го скратат правото на надпревар. Мислам дека ќе се согласите, затоа што дел од моите колеги, за жал, едноставно ги интересира да се завршат работата денеска, 2 до 3 часа се во училиште и не пријавуваат екипи, затоа што реално ако направиме анализа, а веќе направивме анализа дека дел од училиштата и дел од колегите воопшто и не учествуваат во системот на училишен спорт, едноставно не се заинтересирани. Меѓутоа, не се тие кои што одлучуваат да го скратат правото на детето да не се занимава со спорт, нели, и да не учествува во училишни надпревари. Ето тука треба да се промени, меѓутоа обединети заеднички со локалната самоуправа, со општините, значи градоначалниците кои што се основачи на основните школи, каде што е клучна базата, затоа што, знаете како, базата е како еден корен на едно дрво. Ако нема големи, длабоки корени, така, не може дрвото да порасне и во иднина
условот да извади успешни спортисти. Меѓутоа во соработка со национални федерации, повторно ќе напоменам, со Федерација на училиштен спорт, со ЗЕЛ, со локалната самоуправа, со директорите, да се даде препорака дека децата задолжително треба да бидат вклучени во училишниот спорт, во системот на спортот, ако сакаме да извадиме здрави генерации на општество. Благодарам. Благодарам. Значи да завршиме во контекст на битолскиот дијалект. Чепнавме многу теми. Чепнавме и сметам дека треба да бидеме сите задоволни, затоа што ова е полемика која што верувам во овој состав може да трае до вечерва, до 21. Но тука негде завршува овој сегмент. Им благодарам на Филип Миркуловски, на Горан Ѓоргоновски, на Елена Мицевска и на Владко Тасевски. Дадовте свој придонес во оваа дебата целодневна на само ракомет и на Ракометната федерација на Македонија. Сега со една чиста цел, а тоа е да констатираме, може би веќе познати и констатирани работи, да помогнеме да унапредуваме секој од свој агол со свој придонес. Ви благодарам. 15 минути пауза, одиме на третиот сегмент, може би најтешкиот, најсложениот, таму станува збор за финансирање.